Почуваме со емисијата, туку го имаме професорот Атанас Козарев, председател на Асоциацијата за корпоративна безбедност. Таа асоциација, заедно со други субјекти, учествува во јавната расправа за текстот на предлог законот за вештачење, кој треба да го смени досегашниот закон, но професоре, ми се чини дека тој закон е некако заглавен во Министерството за правда. Јас имам таков впечаток, не знам дали е така, вие ќе ни кажете. Докаде е измената на тој закон, таа јавна расправа ми се чини трае веќе одамна, но се уште немаме конечна верзија. Најпрви да ви посакам секое добро, поздрав до гледачите. Темата која што е зачнавте денеска е навистина интересна од неколку аспекти. Меѓутоа и ова прашање за системот на вештачење во Република Северна Македонија и за самата дејност на вештаците во нашата држава има определена генеза, значи процесите не се случуваат веднаш, наеднаш и како што ние сакаме. Па во тој контекст, заради гледачите пред се да бидат информирани, би сакал да кажам дека некаде во септември 2020 година заедно нашата Асоциација за корпоративна безбедност, заедно со Сдруженијето на јавни обвинители на Република Северна Македонија и Институтот за судска медицина, криминалистика и деонтологија при Медицинскиот факултет во Скопје одржавме еден симпозиум на тема посветена на потребата за нов предлог законски измени на законот за вештачење, на постоечкиот закон. Значи, тоа се случи некаде во септември 2020 година и мислам дека причините за нашата инклузија во овој процес, за нашата вклученост, беа реалните проблеми кои што постоја во судската практика, независно дали се работи за граѓанска или кривична практика. А проблемите беа наталожени и еве така редоследно како би можел јас да ги сублимирам, би ви кажал накратко неколку битни работи. Имено со акцијскиот план за спроведување на стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2020 година, че ова година завршува ова стратегија и овој како се вели акцијски план, точно во термини беа определени постапките кои што треба да доведат до европеизација на просторот за вештачење. Имено, со овој акцијски план беше планирано уште во 2017 година во ноември да се формира работната група за изготвување предлог измени на постоечкиот закон. Таа работна група со решение на министерот за правда се формира во септември 2020 година и морам да кажам дека во оваа работна група влегоа навистина квалитетни луѓе, експерти од Врховниот суд, од јавното обвинителство, приватни вештаци поединци, трговски друштва и така натаму, и навистина се создаде една основа да можат сите овие небулози и проблеми кои што беа постоечки да се решат. Значи, од 2017... Но се чини дека тој акцијски план не е исполнет, според ова што го кажувате. Значи, до 2020 година требало да заврши процесот. Да, планирано е со тој акцијски план во 2018 година веќе да биде донесен новиот закон за вештачење. Ние со упорна работа и со огромна подршка на секторот за правосудство во Министерство за правда, морам да кажам дека таму постојат врвни професионалци, врвни државни службеници кои што не би сакал да ги персонализира, меѓутоа со такво познавање на материјата и со такво знаење навистина возможивме за еден период така напорен, дури во време на корона да одржуваме состаноци, да создадеме основа за еден нов предлог закон, заради што во февруари веќе се одржа јавна расправа на тема нов закон за вештачење, нов модел на функционирање на системот за вештачење во Република Северна Македонија, предности и недостатоци. Таа расправа се одржа во просториите на Министерството за правда, за што сме ние посебно благодарни, и навистина во рамките на таа расправа уште еднаш после објавувањето на овој закон на ЕНЕР системот се слушна доста интересни размислувања во кој насоки треба се движи ово современување на оваа проблематика поврзано со вештачењето, така да во право ви е забелешката дека
Од 2018 година, кога беше планирано да се донесе овој закон, согласно акцијскиот план, веќе сме 2022 година, можам да кажам дека во овој момент се придвижуваат работите малку со некоја поголема брзина. Законот очекува многу брзо да биде во собраниска процедура и да се донесе и на тој начин да почнат да заживеат институциите кои што со овој закон се планирани, како на пример Комората за вештачење, која што во овој момент е мртва. Да, добро, бидејќи вие сте вклучени во самиот процес, во јавната дебата, во расправата, можете ли уште само да не кажете зошто толку се одоговлече тој процес, каде заглави процесот, зошто се уште немаме финален закон? Процесот сега е одглавен и сега законот е даден, предлог измените на закон се дадени, веројатно во процедура се пред собранието на Република Македонија, за да може да се усвои тие измени. Меѓутоа, овој одговор за таа разлика од 2018 до 2020 година да се донесе до 2022 година да не е донесен нов закон, тоа е прашање за кое што треба да се одговорат надлежните институции, како на пример Министерството за правда. Зачудува ова реалност која што постои затоа што има доста проблеми во областа на вештачењето. Граѓаните пред се соочуваат со големи проблеми во рамките на судската практика. Исто така и судската практика има доста проблеми затоа што донесувањето на овој закон според мене е една алка во синџерот на реформи во правосудниот сектор, реформи кои што треба да доведат до забрзување на судските постапки, значи да се скратат можностите да судските постапки не се одолговлекуваат или пак кривичните дела да застаруваат во рамките на судската постапка. Знаеме дека Комората на вештаци не беше во функција подолг период поради проблемите со стариот закон, дека имаше проблем со лиценците на вештаците кои стекуваа, не можеа да се продолжат. Кои се останатите практични проблеми кои во моментов постојат за судското вештачење и поради кои е потребно што побрзо да се донесе овој закон? Да. Значи, проблемите кои што ние во рамките на нашето истражување ги лоциравме се неколку. Прво, во рамките на Апелациониот суд во Скопје донесен е заклучок во април 2019 година, кој што е објавен во билтенот на Апелациониот суд и кој што се однесува на граѓанската материја, каде што стои дека вештак на кого му е истечена лиценцата, значи поминат е рокот од 5 години, а се уште е запишан во регистрот на вештаци, може да врши вештачење. Во март 2020 година, истиот Апелационен суд, меѓутоа делот на кривичниот оддел, носи заклучок во кој што вели вештак може да вештачи само доколку има важечка лиценца за вештачење, независно дали е избришан во регистарот или не е избришан во регистарот. Оваа ситуација... Значи, истиот суд, две различни одлуки. Апсолутно. Сега се прашувам, кое е поголемо значење, дали на кривичната или на граѓанската материја? Тоа не постои никаде во светот. Дали потребата била, граѓанскиот суд имал, можеби, граѓанскиот оддел, имал доста предмети кои што требало да се решат, па тоа се возможело преку вештаци кои што имаат веќе, на кои што им истечена лиценцата, или пак се работи за нешто сосема друго. Две невоедначени практики. И тоа да се објават на вебсајтот на Апелациониот суд во билтен број 11 од 2019 година и билтен број 20 од 2020 година е за мене прашање кое што е доста дискутабилно и тука мислам дека надлежниот кој во Судскиот совет на Република Северна Македонија треба доста да посвети внимание за тоа како вака различни диаметрално спротивставени гледишта и заклучоци се носат за една иста област. Вештачењето нема поголемо значење во кривичната материја или пак во граѓанската материја. Значи, тоа една вештаци се тие. Ние не можеме да продуцираме практика на лица кои што ја немаат важноста на нивната лиценца, затоа што во таков случај тоа значи дека се дозволува кршење на уставниот принцип на владење на правото. Секаде каде што не се исполнуваат законските услови, тоа значи дека таму имаме прекршување на основните темели на уставниот принцип на владење на правото.
Со новиот предлог закон, за да елиминираме оваа можност, апелационите судови сами да носат заклучоци кога може еден вештак да вештачи, дали тоа со во правило дали тоа се работи со лиценца важечка или не важечка, уште во член 2 ние направивме измена во смисла. Утврдивме дека вештак е лице кое има потребни стручни знаења и вештини, тоа е неспорно. Лице кое што има лиценца, важечка лиценца за вештачење, издадена од Министерство за правда и кое што е запишано во регистарот на вештаци. Значи сега бараме кумулативно исполнување на овие три услови. Не може надвор од законот некој по некоја аналогија која што е забранета во кривичното право да пропишува, да носи одлуки кои што се надвор од законот, че нема никој посилен од законот во оваа држава. Но ми се чини дека проблемот бил што сега се носеле адхок одлуки од нужност некаква, бидејќи не можеле вештаците да ги продолжат лиценците, немало вештаци и сега судовите импровизирали и се, затоа имаме вакви смешни ситуации какви што ги кажуваат. Еве, јас направив едно мало истражување во поглед на тие проблеми. Сакам да кажам дека дел од овие прашања се веќе решени со правни мислења помеѓу апелационите судови и Врховниот суд. Решени се некои дилеми преку практика на Европскиот суд за човекови права и така натаму во Страсбург, но еве да речеме некои од тие ситуации. Дали МВР може да вештачи за потреби на кривична постапка во случај кога е подносител на кривична пријава? Се оле тие проблеми. Дали судот треба да донесе пресуда прифаќајќи вештачење од лице кое за време на вештачењето имало лиценца, но подоцна при водење на постапка ја му истекла? Дали судот треба повторно да повика вештак и да го сослуша доколку пресудата била укината и била вратена на повторно судење, или може да го прочита неговиот исказ даден на главната расправа? Дали подружница на странско правно лице може да вештачи во Македонија и така натаму? Ова се дел од дилемите кои досега се создале поради тој правен вакуум со вештачењето. Дали новиот закон дел од овие дилеми ќе ги реши? Да, новиот закон ќе ги реши овие дилеми. Новиот закон кој што треба се донесе има решение за овие дилеми. Ви кажавте, првата дилема која што се однесува на тоа дали кај нас лице вештак на кој што му истечена лиценцата може да вештачи или не, ние го решаваме со член 2.1 од новиот предлог од новиот закон за вештачење. Во однос на она што ме прашавате дали МВР може да вештачи, па има Министерство за внатрешни работи и таму постои еден посебен оддел ОКТИВ за криминичко-технички вештачења, значи може да врши вештачење единствено за кој што тоа има вештаци, а не постојат вештаци кои што ги имаат акредитирано или лиценцирано приватни трговски друштва. Значи МВР, тука вие ме прашувате за еднаквоста на оружјето. Дали јавниот обвинител со тоа што ќе има вештачење изготвено од МВР и ќе го заснува своето обвинение, има некој надмок во однос на она што се нарекува вештачење кое што може да го понуди адвокат или правен застапник на некој обвинето лице. Токму овој закон се носи заради решавање на оваа проблематика и сакам да знаете дека со овој закон се предвидува целосно бришање на Бирото за судски вештачење. Не МВР да врши вештачење, МВР ќе се врши вештачење, меѓутоа Бирото за судски вештачење како државен орган секогаш кога ќе има можност да вештачи, сметам дека судовите, обвинителите може би многу повеќе поклонуваат верба затоа што сепак се работи за државен орган. Сега заради остварување на принципот на еднаквост на оружјето на двете странки, бидејќи кривичната постапка се води помеѓу странки, се отвара прашање за пристрасност во постапката. Не е толку за пристрасност, колку за кој ќе се каже имате вештачење од Бирото за вештачење. Меѓутоа да знаете, Бирото за судски вештачења ги нема сите потребни вештаци. Туку и тој ангажира приватни лица кои што имаат лиценца за вештачење и нормално со договор ги плаќа.
Во тој контекст, друго би сак да ви кажам дека исто така и во Законот за вештачење е планирано дека и странски лица можат да вештачат во нашата држава доколку тие се воведени во регистрот за вештаци во нивната држава, согласно мора да бидат пријавени и во нашето Министерство за правда. Проблемите во вештачењето се и практични проблеми. Не се само законски, не е само регулативата. Например, во практиката се случува поедини вештаци да ги мешаат од законските одредби. Во која смисла? Имаме можност да прочитаме вештачење каде што определен вештак во вештачењето цитира одредба за тешка телесна повреда, а во самото вештачење дава наод и мислење дека се работи за обична телесна повреда. Понатаму има вештаци кои што во вештачењето практично наведуваат дека само нив може да им се верува. Дури и опишуваат кој е виновен, а кој не е, што е нонсенс. Има вештаци кои што одговарат со да и со не, без притоа да ги образложат основите за ваквите одговори. Значи, судската практика има доста бисери во оваа област и ние сметаме дека со новите предлог законски решенија ќе се создаде една добра основа, определени проблематични невралгични точки кои што постојат да можат да бидат елиминирани, редуцирани или намалени во најмал број, бидејќи ниту еден закон не може во целост да ги регулира сите реални ситуации. Секогаш постојат правни празнини. Зошто? Затоа што правото е пропис, ама животот е поширок од секој пропис. И ние во оваа ситуација сакаме на еден начин да придонесеме, да го зајакнеме моделот на вештачење во нашата држава преку сериозна комора за вештачење. Сега таа ви кажав не постои, таа е мртва. Таа комора не знам како е запишена во Централниот регистар дека е во државна собственост и дека нејзин основач е Собранието на Република Северна Македонија, тоа се лица со лиценци за вештачење, приватни лица, немат буквално никаква допирна точка со парламентот. Понатаму, нефункционирањето на постоечката комора за вештачење во суштина значи дека не постои дисциплинска комисија. Не сум слушнал дека некој вештак бил даден на дисциплинска комисија во рамките на комората. Токму ова сега да ја прашам, уште пред малку кога кажувавте за тоа како одговараат вештаците, како ги пишуваат извештаите, јас бидејќи не знам, верувам дека и дел од гледачите исто така не знаат, а има ли одговорност за вештаците доколку грешат, доколку настапуваат па и малициозно, тенденциозно, доколку тоа го прават намерно, има ли некаква реперкусија за самите вештаци? Грешките на вештаците се грешки се умисла. Тука не многу ретко да постои небрежност, затоа што тие се лица кои што имаат посебни знаења и вештини кои што ги нема судот. Значи стручни знаења, тие се лица од струката. За да се редуцираат овие проблеми во системот на вештачење, со новиот предлог закон, ние во делот на одговорноста на вештаците, кој што од 2013 кога е формирана комората и не постои, значи тој систем е надвор од секоја контрола, во делот на одговорноста и одземањето на лиценцата на вештаците, предвидовме едно многу значајно решение. Вештак кој што 3 пати во текот на една календарска година ќе биде казнет парично од суд или од јавен обвинител или надлежен државен орган заради тоа што нема да го изготви вештачењето во определениот рок, нема да го достави вештачењето, нема да се одзове на судска покана и така натаму да му се одземе лиценцата за вештачење. Тоа досега не постоело. Понатаму во делот на контролата на трговските друштва кои што вршат вештачење, тука треба да се заекнат елементите на контролата и таа треба да се заекне, меѓутоа ќе се формира комора, Министерството за правда очигледно има премногу работа да се посвети и на таков вид на контрола, меѓутоа знаете со законот и постоечкиот и со новиот закон, секој трговско друштво за вештачење треба да има минимум 2 лиценцирани вештаци во работен однос. Тие можат многу лесно преку агенција за вработување да проверат кое трговско друштво колку има
вработено лиценцирани вештаци. Таму каде што не е исполнет законскиот услов, неминовно ќе следи одземање на лиценца за вештачење. Исто така и кај трговецот поединец. Вештакот кој што се регистрира согласно закон за трговски друштва и тука исто така многу лесно ако се поврзане Министерство за правда со Агенцијата за вработување, ќе има точна прегледност. Понатаму, делот на бришењето на вештаците. Има голем број на вештаци на кои што лиценцата им истечена, не побарале обновување на лиценцата. И така натаму, се уште таа бројка не е ажурирана, се уште Министерство за правда ги нема изготвено, според мене не ги има објавена на веб-сајтот, ние го следиме тоа, решенијата за тоа на кои вештаци им е истечена лиценцата за вештачење. Кога Министерството за правда ќе се заврши таа работа, бидејќи судовите се поврзани со Министерство за правда, ќе знаат точно кога на кој вештак му истечена таа лиценца и дека тој практично не може да биде ангажиран како вештак. Така да мислам дека Министерство за правда треба што поскоро да го ажурира списокот, односно листата на вештаци и да ја објави таа листа на веб-сајтот. Таа постои, меѓутоа не е ажурирана. Да. Второ, Министерство за правда треба многу побрзо да работи на формирање на базата на прашања за лицата кои ќе се пријават за полагање за лиценца, кандидатите да можат да ги подготват одговорите, може да се подготват. Се уште има области на вештачење каде што тие бази на податци не се изготвени. Не се објавени на веб-сајт. Имавме еден интересен случај, еве како пример, тоа со починатото момче во Струмица, тама имаше недоумици која е причината за смртта. Ми се чини дека ова е еден практичен пример за тоа каде е вклучено судското вештачење. Дали еве и овој случај повторно ги вади на површина проблемите со недонесување на новиот закон, што сега немаме целосна правна регулатива на ова поле? Овдека во овој случај ситуацијата според мене е доста чиста. Јас поклонувам целосна верба на Институтот за судска медицина, каде што навистина има експерти кои што работат професионално и не се случило да имат никој проблем во досегашното нивно вештачење. Постои менаџмент на Институтот за судска медицина, постојат вештаци, тимови кои што се таму и кои што работат и верувам дека тие во секој случај ќе го направат тоа што е најдобро. Тука грешката настана според мене во две нивоа. Настана затоа што кога се случи настанот, медиумите заради атрактивноста и актуелноста веднаш објавија настан дека лицето е убиено. И тоа врз база на проверка од страна на мртво проверител, кој што не е во секој случај обдукционер. Кауза мортис или причина за смртта е само една. Може некој лице да има и висок притисок, може да има и шекер, меѓутоа тоа лице ако почине од инфаркт, значи во таков случај кауза мортис е само една. Значи инфарктот е причината, а не може ние да ги наведуваме и сите други причини кои што постојат кај тоа лице. Значи мора точно се знае до кај е границата на мртво проверителот, до кај е границата на обдукционерот. Само обдукционерот, односно само Институтот за судска медицина може да даде одговор на прашањето за кауза мортис или за причините за смртта. Се дигна премногу паника, дури се држа и пресконференции на штета на процесот, меѓутоа јас верувам дека професионалните институции во нашата држава утврдиле во уште потешки случаеви причина за смртта, пак ќе утврдат и во овој случај и меѓутоа мора да помине време, мора да се испитаат сите околности. Според мене тука проблемот е во делот на протекување на информации од криминалистички аспект, ќе ви кажам, од полицијата беше објавена изјавата на родителот, така да и тука треба да се утврдат сите оние околности, мотивите зошто се објави таа изјава. Да. И така натаму. Добро, ќе направиме кратка пауза, се вклучуваме директно на пресконференција на Сојузот на синдикати кои во моментов протестираат пред Министерството за труд и социјална политика. Се вклучуваме, па ќе продолжиме со емисијата. Тоа е пресконференцијата на Сојузот на синдикати. Во вестите понатаму ќе ги имаме комплетните содржини, нивниот исход од овој протест пред Министерството, дали
има и некаков одговор од таму. Ние се враќаме уште на крајот на разговорот со професорот Козарев. Професоре, зборувавме за сегашната состојба со вештачењето, зборувавме за предлог законот. Дали сега има предвидено некакви обуки за вештаците, како да се полага стручниот испит, дали и тоа решено на некој начин? Да, со новиот предлог закон посебно внимание посветивме на ова прашање, дури повикавме експерти вештаци од Хрватска, кои што го представија нивниот модел и кој што е фантастичен и мислам дека ќе се примени и тука. Воведовме во делот на полагање на испитот за добивање лиценца за вештак, да може да вештакот не да може, туку да мора да има учествувано во обука, стручна обука од 60 часа. При тоа тој за да добие уверение ќе мора да има учествувано таа обука 90%. Значи не е тоа само формално, декларативно, туку навистина ќе мора да покаже резултат. Понатаму делот на полагањето на стручниот испит имаме тука исто така една добра новина која што се однесува на добивање на кейс стади, значи на случај од практика кој што идниот вештак ќе мора да го реши. И тоа да изготви наут и мислење и тоа да биде оценето од вештаци од оваа област. Така да нема да може секој да стане вештак и ќе се надмине оваа реална ситуација во одредени области да имаме вештаци во енормен број, а да има области каде што недостасуваат вештаци или буквално нивните лиценци не се продолжени и ние немаме вештаци за определени области и тој дисбаланс мора да го надминеме. Исто така се предвидува и континуирана обука за оние постоечки вештаци во делот на обуката која што ќе мора да поминат во текот на една година и таа обука ќе се спроведе од страна на комората, се разбира, сето тоа ќе оди преку Министерството за правда. Во рамките на оваа континуирана обука ќе се настојува тие да имаат посетено семинари, да учествуваат во изготвување на стручни трудови од оваа област, бидејќи дејноста вештачење не може да се развива само преку еден комерцијален аспект. Навистина, вештаците мора да заработуваат, тоа е факт. Меѓутоа, оваа дејност има и други аспекти. Затоа ние мора да имаме стручни, квалитетни институции, силни институции, кои што ќе одговорат на потребите на граѓаните, на правосудниот систем и пред се на она што за мене што е најважно, а тоа е почитување на уставниот принцип на владење на правото. Сакам да појаснам дека овој предлог закон се движи со одлична брзина и мислам дека многу брзо ќе се најде во собранинска процедура. Очекувам тука да не настанат некои проблеми, меѓутоа она што имам информација дека овој предлог закон ги помина институциите кои што имаат интереси треба да дадат мислење и очекувам набрзо да се донесе, па да се формира и комората за вештаци и да може да едноставно оваа дејност да заживее во реалноста. Да, добро, еве, нека да го завршиме разговорот со ова, на некој начин со оваа порака која е позитивна, значи и еве да ги мотивираме и сите вклучени во процесот и на крајот пратениците во собранието што побрзо да дојде ова и да се заврши оваа состојба прилично лоша ми се чини и за правосудниот систем, не само за вештаците, каде што комората на вештаци не функционира, имаме вештаци без лиценци, имаме проблем во правосудниот систем, сето тоа да се реши. Очекувам и јас да се донесе новиот закон. Па со тек на време ќе ги видиме и неговите недостатоци и ќе се осовременува тој закон. Ниту еден закон не се носи една за секојаш, ниту еден закон ви потенцирав ги регулира сите ситуации животни. Тоа е жива материја, меѓутоа битно е да се држиме до уставниот принцип на владење на правото. Да не може определени области од тој модел на владење на правото да се регулираат од институции кои немаат таа надлежност. Да. Ви благодарам, професоре Козарев, за учество во студио 10, а вие, почитувани гледачи, останете со нас. Следува разговор со Благој Четанасовски, политички аналитичар. Ќе зборуваме за ова што се случува во собранието, за тие немили инциденти, но и за преговорите со Бугарија и можноста за почеток на преговорите со Европската Унија. Кратка пауза за реклами и продолжуваме со емисијата.